civilmedia.mk. Ова се кратки нозе. Добре дојдовте. Заедно со вас разоткриваме дезинформации со неспорни факти и аргументи. Во ова издание зборуваме за невистини изнесени за бројот на министерства што ги доби алтернатива со договорот за влез во владата. Ке зборуваме и за дезинформации за наводен инцидент со авион на НАТО и руски патнички авиони и хаос на македонското небо. А и за неточни наслови за ефикасноста на вакцините. Тргнуваме веднаш. Политичкиот договор за влегување на партијата Алтернатива во владата што го објавија премиерот Зоран Заев и лидерот на Алтернатива Африм Гаши беше во фокус на интересот на медиумите. Дел од нив објавија неточни информации за бројот на министерствата и ресорите што ги доби новиот партнер во владиното мнозинство. Во изјавата пред медиумите на премиерот Заев и председателот на Алтернатива Гаши на 5 декември, премиерот Заев го изјави следното. Дел од овој значаен политички договор е дека Алтернатива ќе преземе одговорности преку нивно учество во менеджирање на неколку министерства и институции. Алтернатива ја презема одговорноста со свој кап и од своите редови ќе назначи министер за здравство, министер за информатичко општество и администрација и министер без ресор задолжен за диаспора. Владата ќе воведе неколку министри без ресор со цел подобро да се справа со сите домашни и глобални предизвици. Но по изјавата повеќе медиуми објавија вест дека Алтернатива доби 3 министерства, дека влегува во влада со 3 министерства или дека ќе води и раководи 3 министерства. Таков е случајот со насловот на вечер. Алтернатива ќе води 3 министерства, ќе има 3 заменици министри и повеќе директорски позиции во државни институции. Република објави наслов. Алтернатива ќе добие 3 министерства, 3 заменици министри, но и фонд за здравство, МЕПСО, железници. Нова Македонија напиша. Алтернатива ќе раководи со 3 министерства. Радио Слободна Европа објави наслов. Алтернатива доби 3 министерства. За ВМРО ДПМН Заев плаќа за да остане на власт. А Слободен печат напиша. 3 министерства, 3 заменички места и уште 40 функции. Што добива Алтернатива со влезот во власта? Дел од медиумите кои објавија неточни наслови ја увидоа грешката и се коригираа. Слободен печат насловот Алтернатива влегува во влада со 3 министерства го промени во Алтернатива влегува во влада со 3 министерски места. Нова ТВ насловот Заев Алтернатива добива 3 министерства, мнозинството е стабилно, го смени во Заев Алтернатива добива 3 министри, мнозинството е стабилно. Телевизија 21 насловот Алтернатива ќе раководи со 3 министерства, меѓу кои и здравство, Заев постигнавме вреден договор за справување со предизвиците, го промени во Алтернатива ќе раководи со Министерството за здравство. Заев постигнавме вреден договор за справување со предизвиците. Дел од медиумите пак ги избришаа неточните текстови. Таков случај е со сител и содржината Алтернатива добива 3 министерства. Заев ги соопшти кадровските решенија. Всушност со политичкиот договор Алтернатива доби 2 министерства и 1 министер без ресор. 3 министерски позиции, но 2 министерства. Во владата сега има вкупно 16 министерства, а Министерство за диаспора нема. Ги издвоивме овие неточни информации затоа што беа бројни, а и затоа што дел од медиумите се обидоа да ја однесат приказната повторно во насока на меѓуетнички пребројувања и тензии. Токму затоа и медиумите и публиката треба да го зголемат вниманието, затоа што опасните манипулации честопати се кријат изад навидум банални и ненамерни грешки. Неодамнешна блиска средба на руски патнички авиони со авион на НАТО за кој известија руски агенции беше повод за бројни објави, но и дезинформации кај дел од македонските медиуми. На 5 декември 2021 година Инфомакс објави сензационалистички наслов Хаос на македонското небо. Воени авиони на НАТО за малку не предизвикаа авионска несреќа со руски авион. Насловот експлицитно тврди дека имало хаос над македонското небо, предизвикан од воени авиони на НАТО.
Но текстот нема никаква информација за дејствување на воени авиони на НАТО на македонското небо. Има информација за авион на НАТО над отворените води на Црното море, како што соопштила портпаролката на Руското министерство за надворешни работи, која е извор во текстот. Демант за наводите на Инфомакс дојде и од Министерството за одбрана. Споменатите информации во насловот на електронскиот медиум за македонското небо се дезинформации, велат од Министерството за цивил медија. Информацијата во текстот дека еден од цивилните авиони што летале над отворените води на Црното море патувал кон Скопје не е оправдување за дезинформацијата дека се случувал хаос над македонското небо, предизвикан од воени авиони на НАТО. Накусо, Инфомакс продолжува да создава информацијски хаос со непроверени информации и очебини дезинформации, кои предизвикуваат реакции кај читателите, за што сведочат и бројни негативни коментари под објавата на Facebook страницата на Инфомакс. Со вакви објави, освен губење на довербата и критики од публиката, ништо друго и не може да се очекува. Во насловот едно, а во прилогот друго. Уште еден таков пример е насловот Pfizer на ефикасен против смртен исход, Синовак против хоспитализација, кој осамна на интернет порталот на телевизија Сител на 2 декември 2021 година. Но во најавата на вестите на телевизија Сител во 19 часот се тврди нешто друго. Pfizer на ефикасен во спречување хоспитализација, најмал број смртни случаи меѓу вакцинираните со Синовак, истражување за ефикасноста на вакцините во Македонија. Истото тврдење спротивно од насловот Pfizer на ефикасен против смртен исход, Синовак против хоспитализација го има и на почетокот на видеоприлогот од вестите на YouTube каналот на Сител. Синовак најмногу спречува смрт, а Pfizer хоспитализација покажува првичната сеопфатна анализа на Министерството за здравство. По објавата на Facebook страницата на телевизија Сител, грешката во насловот ја забележаа и читателите, кои коментираа: насловот и почетокот на текстот не се совпаѓаат. Насловот е еден, а во текстот друго. Најголем број читатели читаат за жал само наслови, па така оние што не го видоа прилогот, а ги прочитаа само насловите на порталот, Facebook страницата и YouTube каналот на Сител, ќе бидат дезинформирани за резултатите од истражувањето. Која вакцина е најефикасна против хоспитализација, а кај која вакцина има најмалку случаи со смртен исход. Затоа, не е прв пат ниту последен да препорачаме. Читајте ги содржините до крај. Не верувајте слепо на наслови, туку проверувајте и од други извори, доколку сакате да дојдете до вистината. Без оглед дали се работи за ненамерна грешка или злонамерна манипулација, насловите се често мамка. Не дозволувајте вие да бидете пленот. Толку во овие кратки нозе. Се гледаме наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил медија.